На тоа беа деталите што се однесува до пожарите во Грција, за кои што веќе како што соопшти премиерот Зоран Заев, владата на Република Македонија донела одлука да донира вкупно 6 милиони денари како интервентна помош за располагање на соседната Грција. А како што веќе најавивме на почетокот, со нас во студиото е господинот Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Министре, добре дојдовте. Првин би се задржале на темата околу пожарите, бидејќи вие лани добивте интерпелација од опозицијата токму поради како што наведува неспособност да се справите со ова. Дали ја следите состојбата долу на нашата страна од границата и дали евентуално постои можност кај нас да се прошират пожарите и колку министерството е вклучено во оваа помош која што ја најави премиерот Заев? Благодарам, поздрав до сите гледачи. Ова е мое прво гостување. Што се однесува до прашањето, адресата е Комитетот за управување со кризи и Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита спасување и многу други институции кои што се директно одговорни. Она што е надлежност на Министерството во рамки на Шумската полиција, кој што е единствениот орган во состав, односно сектор во рамки на Министерството. Ние сме целосно на линија на задачата и оваа година тоа многу навремено, согласно сите инструкции кои што се од комитетите во рамки на владата, особено овој дел кој што го предводи министерот за внатрешни работи, се следат состојбите и секако дека ќе се преземат сите активности кои што впрочем беа меѓу првите активности кои што минатата година сосема на време со покрај сите обструкции и блокади кои што постојаат во рамки на институциите. Сметам дека направивме максимум, уште повеќе оваа година во рамки на управувачкиот комитет во кој што ние како Министерство и Шумска полиција сме само еден дел со еден член, секако дека се следат состојбите и соодветно ќе се презимаат сите активности. Така, тука некаде ќе завршиме околу темата, ќе се префрлиме на она што вие сте директно повикан денови, односно пошто можеме да видиме во јавноста, тоа е ситуацијата со Косово и мерката која што оттаму доаѓа за македонските производи. Денеска најавивте на пресконференција дека постои оптимизам за надминување на оваа состојба и дека преговорите се во некоја деликатна фаза. Колку можете да споделите што всушност се случува? Она што и денес го кажав на пресконференција по усвојувањето на пакет на други мерки во делот на земјоделството од интерес на земјоделците, а поврзано со прашањето на Косово. Косово и сите наши земји со кои што граничиме, навистина овој период, оваа година ги искористивме да градиме добри односи и да ги нормализираме уништените односи кои што ги наследивме од претходниот период. И тоа се прави многу внимателно, на начин на кој што тоа треба и го заслужуваат граѓаните, бидејќи се што правиме од интерес на граѓаните, а во функција на Берлинскиот процес, навистина треба многу темелно, длабински да се посветиме на ова прашање и во сите овие неколку дена не само јас, туку вице-премиерот Кочо Анџушев, министерот за надворешни работи, особено Никола Димитров, вице-премиерот Бујар Османи, советникот од кабинетот на премиерот Бојан Маричич, министерот за економија со кој што сме постојано во контакт заедно со колегите од Косово. Внимателно разговараме околу сите прашања за оваа одлука со која што се прекрши договорот на ЦЕФТА, со која што се прекршува спогодбата за стабилизација и асоциација на Косово со Европската унија. Она што ни беа наши последни информации, заради тоа што Косово е значаен трговски партнер на Македонија и ние треба да појдеме од фактот дека ние имаме многу поголем извоз во Косово на секаков вид на трговија и на производи, отколку Косово во Македонија. Косово речиси не увезува земјоделски производи во Македонија. И од секоја една одлука која што ќе ја носиме, треба внимателно да разгледаме на чија штета ќе биде одлуката, доколку било каква одлука донесе една страна, во случајот македонската. Дали во случај на контрамерки нема да бидат повеќе погодени нашите граѓани, нашите трговци. Затоа внимателно, со многу разговори, детали во целиот овој период, овие неколку дена, имавме и посета на министерот за надворешни работи, која што првенствено беше искористена за оваа работа. Имаме комуникација со Брисел, испративме писма со кои што информиравме и баравме активирање на одредени механизми во рамки на ЦЕФТА како и мешовитиот комитет. И она што го знам при самото
почнување на првите минути од вашата емисија дека Косово има донесено одлука во моментот кога што уште не ја знаеме за одреден тип на производи, заради тоа што денеска паралелно се одвива и владата средби, односно официјални состаноци на владата во Македонија и во владата во Косово, она што го знам од една минута пред влегувањето во емисијата, дека за 16 производи од листата Косово има донесена одлука за повлекување. Повеќе детали сега ќе знаеме, како што и кажав и како што очекував, после сите напори кои што ги направивме во текот на следните неколку часа официјално од страна на Косово. Така, ова е одлука по денешната седница на владата на Косово, која што траеше до овие моменти. Најверојатно за целосниот исход ќе дознаеме дури после емисијата. Јас сум информиран по порака од министерот за земјоделство Никола Риколо, седницата на владата на Косово во тек, затоа немам ни повеќе детали. Веројатно они ќе почекаме официјално да соопштат што она што денес е донесено. Она што бевме убедени, уверени дека со трпение и со внимателно разговарање за сите детали, заради интересот на двете земји, заради интересот на сите граѓани, особено во случајот кога станува збори за секторот кој што го водам, кажав, потврдив дека нема да дозволиме штета на нашите земјоделски производители, односно во секој еден случај ќе ги заштитиме. Заштитата првенствено значеше диалог, комуникација, грижа за нашите интереси, севкупни во секој поглед, заради економиите на двете земји и внимателно излегување во јавноста со разни детали. Сметам дека притисокот кој што беше направен, сметам дека прекршувањето на ЦЕФТА, на нивната спогодба за стабилизација, мобилизирањето на целиот регион придонесе да Косово носи нови одлуки во овој дел. Така, но имајќи ги предвид во услови нели кога Македонија е пофалена за градење добрососедски односи со земјите од регионот, што беше причината за Косово да донесе една ваква мерка која што директно оди на штета на нас? Тоа ќе ги прашате нив. Значи ние сме посветени да градиме добри односи и тоа внимателно со сите наши механизми ќе го правиме, особено во делот и на земјоделството. Во овие неколку месеци иницииравме склучување на многу меморандуми за соработка, односно дури меморандуми за признавање на соодветни сертификати, процедури, протоколи помеѓу земјите од регионот. Тоа го работиме со Албанија моментално, не биле направени со години, сега ги дефинираме. Со Косово имаме веќе договор кој што помина во владина процедура и на вистина е нејасно зашто една ваква одлука беше донесена, со која што првин беше нејасна, заради тоа што содржи едни производи во диспозитивот на одлуката, други во листата, без тарифни броеви, без никакви анализи, без да бидеме консултирани, без да се спазат сите процедури на ЦЕФТА, каде што се членки. Ние во рамки на Берлинскиот процес секако дека нема да се повлечеме од ниту една активност која што ќе значи побрз проток на стока на производи, кратење на времето кое што го поминуваме на граница. Иницииравме и внатрешни процедури со кои што склучивме договори со Бирото за јавна безбедност, со Царинската управа, заради тоа што согласно некои протоколи на претходната влада, земјоделските производи имале примарно, односно приоритетен третман само 4 часа во денот на соодветни гранични премини. Денес тоа е 24 часа, имаме дополнителна лента на граничните премини каде што ја обезбедивме се со цел да имат приоритет извозот на земјоделски производи и се тоа во насока на избегнување на вакви евентуално војни на ситуации, претпоставувам. Апсолутно, ние правиме се што може. Така, во продолжение ќе погледнеме изјави од дел од експертите кои што се упатени во оваа поле. Колешката Александра разговараше со Бориса Накиев, професор по земјоделство во пензија, и со Дрилјон Исени, директор на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Во продолжение ги гледаме изјавите, па се враќаме назад во студиото. Министрите кои се прават големи шефови во оваа држава, имам право со прст вака да им кажам. Овдека бевме, внимавајте, пазете што правите, немојте да ме шетате од Министерство за труд и социјална политика и да кажувате дека решение не може да дадат тие. Одете во министерствата кај што имате репрезентативност, а овие документи ја што ги покажав се факти кои се од вработени во оваа држава која дале поддршката на независниот синдикат на полицијата. И ние сега се наоѓаме во состојба со која мора македонската јавност да знае дека се подготвува нов закон за работни односи,
се подготвуваат нови колективни договори, ама шемата е на синдикатите кои од 91 година до денеска терале со минатите гарнитури на власт и со сегашниот премиер кој знае или не знае, јас денеска го прашувам јавно и сакам јавно да одговори. Значи преку глава е дојдено на членовите на независниот синдикат на полицијата. Беше изјавата на Гоце Делчев Тодев од независниот полициски синдикат кој што денеска одржа пресконференција, меѓутоа околу ова ќе разговараме подоцна. Се чини дека проблеми со соседите околу трговија со нашите производи имаме почесто. Тоа се случи нели во мај со брашното и со Србија. Сега се случува со Косово, иако нели веќе кој што соопштивте овој проблем е надминат, но каде, на што се должат? Се надеваме дека ќе биде надминат. Така, барем според информациите што досега ги добивте, барем се во насока на надминување проблемите. Зошто се случува ова? Во еден период, кратко, едно по друго да речеме. Па тоа е уште поголем доказ дека навистина интеграцијата на целиот регион е потребна, тоа е уште поголем доказ дека за граѓаните може да работиме во интерес на граѓаните само преку една силна интеграција во европските структури кон кои што се стремим. Затоа заедничката земјоделска политика за нас како министерство, за мене како министер во овие 12 месеци е еден огромен приоритет за кој што разговараме на секоја седница на влада. Тоа е неопходно за да навистина повеќе се нема инструменти со кои што државите од регионот навистина ќе може да воведуваат вакви нетарифни или нецарински или било какви други бариери. Да повторам, ние сите сме дел од Берлинскиот процес на кој што работиме во оваа година и сметам дека уште позасилено ќе чекориме во тој дел, за да не разговараме за воведување на вакви мерки за кои што се носат адхок, без анализи, без почитување на процедурите во организациите во кои што сме членки, туку напротив ќе направиме се да ги скратиме процедурите, да ги признаваме меѓусебно документите и сертификатите на што работиме со сите земји од регионот и да ја забрзаме економијата во целиот овој дел, особено зборам за земјите кои што се дел од овој Берлински процес. Веќе утре, доколку не се лажам, заминувате на состанок со колегите од регионот токму по повод ова прашање. Очекувате ли дека исходот на овој состанок ќе биде да се постави еден пример за како позитивно да се избегне, да речеме, трговска војна помеѓу две соседни држави, па и цел регион, едноставно? Па далеко од трговска војна и од нешто што треба, како според мене, да се користи. Напротив, многу истрено мудро, да повторам, со голема енергија вложивме на ова прашање, една недела, сите овие министри кои што се вклучени и сметам дека ако збориме за прашањето, тоа родува со плод. Нашата регионална соработка и регионална комуникација беше во текот на целата оваа недела, ако збориме исто така за ова прашање. Утре во Белград, секако дека делегација од сите овие земји ќе разговараме околу сите можни детали. Ние сме и како министерство во овие неколку години, да повторам пример, Министерството за земјоделство на Република Македонија, кој што е членка во СВГ организацијата која што ги обединува сите министри од целиот регион, не си ја плаќаше чланарината. Ние не ја плаќавме чланарината во сите овие меѓународни организации во кои што сме членки и затоа отсуствувал еден таков регионален пристап, регионална комуникација и соработка која што ја засиливме во овој период и сметам дека многу помали ќе бидат овие инцидентни случаи кои што многу почести беа во претходниот период ако ги анализирате наназад работите, каде што секоја година постојано имаше вакви мерки од многу земји од регионот. Сметам дека тие се сведуваат на минимум и дека целиот регион, особено ако зборам за Македонија, забрзано чекори во овие интеграцијски процеси од кои што ќе имат полза граѓаните. Дали можеме да констатираме дека целата сила на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во овој период беше насочена токму кон воспоставување на вакви регионални соработки и подобрување на регионалната трговија воедно? Па не, капацитетите се ограничени на самото министерство. Имаме тековни проблеми кои што се напластени и наследени кои што треба да се решаваат. И затоа носиме и такви мерки. Имаме целосен фокус на долгорочната, на средорочна и долгорочна стратегија и затоа носиме и сме насочени кон креирање на едни системски политики. Ја вративме таа
доверба во меѓународните организации која што беше изгубена во секој еден поглед. Така да се фокусираме буквално на сите приоритети кои што се на Министерството и на владата. Така, но ако ми дозволите да забележам, вие за разлика од вашите колеги, можеби сте еден од министрите кој што поретко се јавува вака во емисии, во дебати. Да, информации пристигаат од вашето министерство за вашите мерки, за ваши нови политики, меѓутоа не сте чест гостин по телевизиските студија. Може ли да прашам на што се должи тоа? Немам таков заклучок. Може би периодот бил таков да побитните ми во јавноста или поекспонирани беа прашањата кои што беа крупни со кои што државата се соочува. Сметам дека ние сме постојано отворени и во јавноста, но уште повеќе со луѓето и со земјоделците на терен, таму каде што е најпотребно, од каде што се сознаваат проблемите, за да бараме решение. Тоа постојано го работи. Прашањето го поставив поради тоа што при последниот извештај земјоделството беше еден од економските индикатори со најмногу достигнувања, нели? Поради тоа, нели, можеби очекувавме вие да се пофалите со тоа, па еве во оваа прилика би ве прашал како успеавте тоа да го постигнете, тој економски раст, односно растот во земјоделството со последниот извештај. Растот во земјоделството во однос на вкупниот БДП на државата во првиот квартал во споредба со претходниот квартал од претходната година е растот е само 5,5%. Ако било 1,4 минатата година, сега е близу 7%. Сметам дека тоа се должи на санацијата, првенствено на состојбите кои што ги затекнавме. 150 милиони евра неисплатени субвенции, блокирани институции, тотална неорганизираност во овој дел. Носевме мерки со кои што дадовме дополнителен доход на земјоделците, што е една од целите на заедничката европска политика. Оваа година имаме стабилен откуп на земјоделските производи, но ако земеме податоци кои што се и официјални, имаме и најдобри показатели во однос на претходните години. Грозјето е со највисока откупна цена во последните 6 години. 11,5% е покачена откупната цена на грозјето. 11,5% во првите неколку месеци од годината е зголемен извозот на флаширано вино надвор од Македонија. 100% е исплатен целиот род од грозје од минатата година. Една година натре во Министерството ме прашавте на што уште не се фокусираме за да ги санираме последиците кои што ги затекнавме. Крајот на овие последици. Само во делот на лозарството има 3 крупни проблеми. Тоа е Поврдарија, тоа е Винеа, тоа е Стефани Вајнари, каде што имаме истраги, каде што е влезен Интерпол, каде што се влезени истражни органи, каде што навистина требаше енергија да се потроши да се санираат овие работи од претходни години. 2017 година е година во која што ниту една винарија, на ниту еден лозар не должи ниту еден денар. 100% е исплатен целиот род од 2017 година. 2017 година имаме историски највисока цена на откупот на тутунот од 217,6 денари. Внимателно го следивме целиот овој процес на откуп, воведовме дополнителни мотивирачки и развојни субвенции, но на крајот резултатот беше и покрај зголемените субвенции по класи кои што ги исплативме уште во првата година од мандатот, се оведо и се исплатија. За првата година добивме историски највисока цена. Редовната исплата на субвенции, односно првин расчистување на сите долгови кои што можевме да ги расчистиме во овој период спрема земјоделците. Воведувањето на нашето, односно реализација на клучното ветување пред граѓаните, а тоа е и пред земјоделците, редовна исплата на субвенции, која што е клучната забелешка во извештајот кој што го добивме од Европската унија, заради тоа што земјоделците во претходните години не ги добиваа субвенциите тогаш кога им се потребни, а само ако ги добијат тогаш кога треба, може да инвестираат во следната сезона. Самиот процес на селекцијата беше проблематичен, се бира партиски исплата на субвенции без никаква селекција. Во еден ден сите оние 95% од тутунарите кај кои што нема никаква забелешка, односно кај кои што не се прави системска контрола. Во еден ден на 20 милиони евра. Во еден ден 745 милиони денари на лозарите. Ги добија во декември и јануари.
Никогаш до сега тоа не се случило. И за сите други земјоделски категории. Ние до 30 јуни оваа година имаме реализација на 96% од програмата од 2017 година, а во претходните години во тој период сме имале 40 или 50%. Со низа на системски мерки кои што ги уведовме, сметам дека дојде на виделина, односно на значење секторот кој што е трет во државата, ако збориме или во нашата економија по како трет најкрупен сектор во економијата, а оваа година се покажа дека растот е најголем во овој дел. Тоа не охрабрува да продолжиме со нови мерки, со нови политики и со системски промени во целокупниот сектор, заради тоа што земјоделството и агросекторот се единствениот кои што може да бидат основа на македонската економија. Ги спомна се субвенциите за тутунот, меѓу другото сега периодов и најавивте интервентна субвенција кога станува збор за доматите. Меѓутоа не успеавте да ги задоволите производителите на лубеници, тие и натаму се жалат од откупот. Иако вие тврдите дека се е во ред и дека цените се всушност реални. Што всушност се случува и како е настанат проблемот со производителите на лубеници? Апсолутно. Ние, јас лично, премиерот и владата сме спремни на многу крупни промени кои што треба да се направат во земјоделството. И затоа тој пат кој што го тргнавме и тој правец кој што го фативме дава резултати какви што показателите официјални на Државниот завод за статистика ги потенцира. Заради тоа што еднаш треба да се зафатиме со креирање на системски политики. Тоа е, ако ги знаеме кои се најкрупните проблеми во земјоделството, нема повеќе да се носат популистички мерки, да се менуваат закони преку ноќ, да се исплаќаат субвенции само пред избори, 2 дена пред избори, на таков начин на кој тоа што се правиш. Затоа сме фокусирани на консолидација, заради тоа што ако не го окрупниме земјоделското земјиште, ова е една од крупните теми на кои што денес добиваме финансиска поддршка голема од Европската унија, заради фокусот токму на тие проблеми. Ако не го окрупниме, не може да збориме за натаму за силни земјоделци кои што сами ќе преговараат, сами ќе се организираат, сами ќе се борат за цените, за откупот и за своето достоинство на крајот. Затоа збориме за реонизација. И проектот на реонизација која ќе заврши, ние точно ќе знаеме дали во Македонија и во кој регион треба да садиме соодветни земјоделски производи, вклучително тука зборам и за лубениците. Крајот на реонизацијата ќе значи на проектот кој што ни е во тек листа на приоритетни култури во соодветни региони. И на крајот и националните политики ќе ги фокусираме да соодветно на тоа што ќе го добиеме како резултат. Ние ова година ме радува што воведовме мерки за најразвојната категорија на земјоделците. Тоа се земјоделците со најголем потенцијал за развој. Минатата година моравме да рачистиме со старите субвенции, моравме ради лошата година штетите, ради климатските промени да воведеме линеарно зголемување на 10% субвенциите за сите. Оваа година правиме чекор напред. Во лозарството даваме 200 евра дополнителни средства за сите оние кои што ќе го променат сортиментот, кои што ќе ги ископачат старите лозија и ќе воведат нови сорти на култури кои што се барани на светските пазари. Така и кај лубеницата. Треба да имаме соодветен квалитет на производите. Значи, да може цената да ги задоволи земјоделците. Да ги насочиме земјоделците со целокупната информација, едукација, советодавни услуги на кои што се фокусираме. Нов закон предложиме во само една година за советодавни услуги. Да се фокусираат на производите за кои што имаме компаративни предности, да се фокусираат на производите за кои што градиме стратегија на договорно производство, како што е кај тутунот, на едно цврсто договорно производство, као што со новите мерки во житните култури и поледелските или во лозарството, се стремиме системски кон такво едно договорно производство, тоа да го направиме за сите останати категории. А ние инцидентно, адхок, носевме и минатата година дополнителни мерки за лубеницата, уште на самиот почеток, и оваа година правевме се што може во тој дел. Но оваа година е прва во која што се случи во целиот регион да има една хиперпродукција на лубеници, а да немат обезбедено, односно да се нема обезбедено пласман. Така да традиционалните земји во кои што извезувавме, сега нема потреба или цените
немаше поборувачка или цените беа сосема ниски. Но Министерството, владата, со сите сили, лично се насочив да навистина се фокусираме на секој еден можен начин да ги решаваме овие проблеми. Како што денес во Министерството имавме состанок со откупувачите, за да ако ни се случи проблем со сливата, на кој начин ќе го решаваме во домашни рамки и нема да го ставиме тоа така. Се надам дека сите овие проблеми кои што ги имаме теком ќе се решат. Тоа го правевме на секој можен начин и со лубениците. За дометот воведовме во точно навремено мерка од 7 денари за која што денес сите честитаат и сите бараат да се продолжи ако може рокот, заради тоа што ги дава потребните резултати. Епа, нели не ги давал, нели не била добра, нели не била навремена, сега денес сите бараат да рокот во тој дел го продолжиме. Ние сме толку флексибилни и отворени што во секој еден случај носевме такви мерки. И минатата година за праските 6 денари и за бостанот воедовме 100% зголемена субвенција минатата година за житните култури, заради тоа што знаевме дека имаат штети, на луѓето не им беа исплатени субвенции, има низа на проблеми. Паралелно со сите други долгорочни политики и стратегии ги решаваме и тековните проблеми со кои што се очуваат земјоделците. Така, за разлика од вашите претходници во Министерството, вие не ги принаменувате средствата кои што доаѓаат од фондовите и ги искористивте за капитални проекти. Меѓу кои браната во Конско и браната Речани, со браната Конско се пофаливте пред неколку денови, кога нели започна изградбата и кога најавивте дека тоа ќе има корист за цел регион, меѓутоа браната во Речани беше спорна околу тендерската постапка и фирмата која што беше најмена како изведувач. Што конкретно се случува, до каде се градежните работи, што всушност вие констатиравте во таа тендерска постапка? Секоја година овие средства од програмата за рурален развој кои што се наменати за капитални проекти, капитални инвестиции во водостопанството биле пренаменувани или постапките траеле еве со години. Не знам тоа од кои и какви интереси и цели тоа било правено. Нашата цел, кристално чисто јасна, е дека без инвестиции капитални во системите за наводнување, без рехабилитација на постоечките, без изградба на нови, не може да дојдеме до крајната цел, тоа е модерно, конкурентно и европско земјоделство. И затоа нашата цел е интересот на граѓаните, што побрзо тие капитални проекти да заживеат, што побрзо да почнат работите. За жал, за ниту еден проект не беше завршена постапката, процедурата, проекти за инфраструктура, пренамени и многу слични процедури низ сите институции. Ги знам на памет за секој еден проект, сите отворени прашања кои што беа и за кои што секојдневно јас лично вртам низ институциите, се со цел да се забрзат постапките и да што побрзо овие проекти заживеат. Секаде каде што имаше можност тоа да се прави. Да подсетам, веројатно знаете, ја лично и Министерството го поништивме тендерот за Јужно-Вардарска долина, каде што беше одберана фирма, ама каде што не беше склучен договор. Го поништивме и тоа го изменаџиравме и со меѓународниот консултант и со КФВ банката, од каде што дополнително, заради тоа што го поништивме и заради тоа што ја следиме правната процедура, безскрупулозно, неселективно, без интерес за која фирма и да станува збор. Добивме 4 милиони евра грант, за да денес е во завршна фаза изборот на изведувачот кој што треба да ја реализира оваа крупна инвестиција која што треба започне за месец и нешто. Значи, средства од КФВ банката, дополнителни 4 милиони евра грант и национално кофинансирање. Со години овој проект е заглавен низ каналите на Министерството. А беше едноставно да се најде решение, предпоставувам, еве како што впрочем вие рековте. Требаше да бидете многу искрен, многу честен, многу одговорен и во интерес на крајната цел, тоа е зголемување на обработливите површини кои што ќе бидат по системи за наводнување, само тоа да го ставите. Да не гледате која фирма ќе го доби. Ја ве повикувам јавно, транспарентно. Имаме меѓународен консултант да ја следите постапката на избор на изведувачот. И за да ги видиме крајните резултати и за која тоа цена ќе биде склучен договор. Најотворено ги повикувам сите оние засегнати. Но ние, јас кога влегов во Министерството беше скарано со меѓународниот консултант заради неплатени фактури, што е законска обврска и што можеше да биде поголема штета доколку не се преземаат тие активности и како резултат на чистата волја и крајната цел која што се поставивме, ние добивме грант од КФВ. На една од следните владини седници,
како резултат на успешноста на оваа постапка, 20 милиони евра ќе бидат пренаменети од секторот за енергетика во секторот за земјоделство. И ние ќе треба да ги утврдиме следните приоритети. Дали ќе бидат тоа дополнително фазата 3 од Јужновардарска долина, каде што имаме уште 1700 хектари за наводнување, дали ќе биде системот во Лисиче или на многу други места. Во моментот се прави истрага за хидросистемот за Летовица. Наш интерес е, едно десетина пати со вице-премиерот Кочан Ѓушев разговараме со сите градоначалници од регионот. Институциите, зборам обвинителски, судски, си ја прават истрагат, но тоа не значи што се потрошени 100 милиони евра, сега ние треба да го блокираме проектот, заради тоа што со години не се заокружува тој проект. Крајната цел е сите општини од регионот, од истокот, да земаат вода од тој хидросистем. Крајната цел е сега во моментот да преговараме за можното финансирање на системот за наводнување кој што е втора фаза или за производството на електричната енергија. Ма истрагата се спроведува. За хидросистемот Конско, договорот, два пати се водела постапката. Ја кажав, постапката е пропратена со многу сомнителни одлуки, процедури, заради тоа што и фирми кои што добиваат едната процедура е завршена, па е поништена, па е почната втора, па втората завршила на Државна комисија за јавни набавки, но било која одлука која што ќе значеше раскинување, кој што не беше можно од наша страна, само ќе значеше плаќање на штетите и на пеналите од државата и тоа ќе беше моја одговорност. Јас мојата одговорност целосно имам оттргнато со тоа што за договор кој што е склучен пред 3 години и за кој што навистина можеше, ако се одолговлекуваше да се плаќаат пенали, ги забрзавме сите постапки. Ние во текот на една година го сменивме проектот, заради тоа што во проектот стоја работи кои што не може да се изведат. Беше ставен тунел наместо отворен коп со галерија. Или многу други клучни сегменти од самиот проект ги менувавме. Ова идеја на 40 на генерација од пред 40 години. Ова е проект кој што е пред 20 години. Ја напишав на Facebook. Ова не е нечи проект. Ова е ќе биде наследство на сите идни генерации. Заради тоа што ја забрзавме целокупната постапка, за 12 месеци го сменивме проектот, за 12 месеци ги намаливме трошоците на самиот проект за околу 3% вкупно, односно околу 1 милион евра заштедивме во тој дел. За една година ги направивме сите пренамени, за една година завршија сите подготвителни работи на терен. А тоа новинарите и сите оние кои што беа во сабота ја видеа огромната локација која што во само 12 месеци целосно е очистена, сите подготвителни работи се направени и веќе се во ек градежните активности. И се надевам дека за нешто повеќе од 2 години веќе граѓаните ќе го имат бенефитот од оваа работа. Институциите може да си работат својата работа со истраги, со постапки и процедури. Но она што го направивме е во интерес на граѓаните, да ги забрзаме сите работи, да не се одолговлекуваат, да не плаќаат граѓаните и државата штета, што е гарантирано со ова работа. За договор склучен пред 3 години, во кој што Љупчо Николовски и никој друг од оваа влада нема никакво влијание и вмешаност во самите процедури, ама направивме се граѓаните бенефитот. А крајниот бенефит е 8000 хектари земјоделско земјиште од околината на Богданци, Дојран и Гевгелија да биде под систем за наводнување, да биде тоа една зона во која што ќе се развива спортот, туризмот, каде што ќе биде основа и за производство на електрична енергија, мултифункционален проект кој што е стар 40 години и кој што е идеја на многу генерации. Неодговорно е што одолговлекувам толку време, неодговорно е што се воделе такви постапки како што се воделе. Но она што максимално можевме да го направиме, го направивме. Така да и за сите други проекти капитални. Ние добивме оваа година 8 капитални проекти за системи за наводнување, финансирање преку ИПА структурата на Европската Унија. Ги забрзавме процедурите во делот на проектот за Слупчанска брана. Во делот на Дебарско поле распишуваме сега тендер за целосна модернизација. Како што кажав, преговараме меќе. Ако хидросистемот за Летовица беше нешто за кое што служише само за партиски вработувања, за влечење на пари, ја оваа година бев првиот кој што спречивме да даваме пари на Летовица за тековни трошења и за многу други непродуктивни расходи. Но ги приморавме и раководството и работиме на тоа општините за кој што е создаден овој хидросистем, навистина да направиме се со дополнителни инвестиции со општините да го користат овој хидросистем како
основа за вода за пиење за тие општини. Но и да ја забрзаме постапката да овој регион од државата биде под систем за наводнување. Исто така и со системот за наводнување Речани. Оризарска Речани во Тетово и во Гостивар. И таму договорот е склучен. Таму се беше завршено во делот на постапките и процедурите и е нејасно како може да се склучува договор без да бидат завршени постапките. Но договорот беше склучен, раскинувањето на договорот значи штета и пенали кои што треба да ги платиме, а при тоа не беа завршени ниту една постапка во овој дел. И имаше проблем околу пристапниот пат, доколку добро се сеќавам. Не зборам сега за Тетово и за Гостивар, доколку има време јас стоам на располагање за сите други капитални проекти кои што се раздвижуваат. Ова е во делот на Тетово и Гостивар и во делот на Полог, каде што веќе пред само една недела, после една година напор, енергија, спроведување на сите постапки, а со договор склучен од претходната влада, а не завршени подготвителните работи, го добивме одобрението за градење од Министерство за транспорт и врски и со тоа возможуваме почеток на оваа инвестиција која што покрива 3250 хектари систем за наводнување во Полог. Имаме тековни проблеми со го спомнавте пристапниот пат. Побарете ги информациите од Министерството, ние секако ќе ги дадеме, колку тоа казни и пенали сме испорачале за токму овој пристапен пат кој што се гради од Силекс Трансмет и не знам од фирми кои што веќе се води се доцни, не се почитува договорот, но ние во секој еден случај, она што е моја и наша законска уврска е реализирана. Се наплаќаат пенали и постапуваме согласно закон. Но за жал јас бев на лице место и патот на крај пак не е направен целосно, но притисокот кој што треба да го правиме. Но договорот беше склучен. И таму договор за изградба на браната е склучен и сега ги анализираме сите правни аспекти во овој дел. Секаде каде што тоа беше можно, како што истрагата за Злетовица, хидросистемот Злетовица, како што е тоа раскинувањето на односно повторувањето на постапката за Јужно-Вардарска долина, каде што договор не беше склучен, но беше избран изведувач. Но јас лично имав состаноци со оние кои што беа избрани во Израел за да ги убедиме во постапката, нерегуларноста на постапката која што е водена. Во правните пропусти и процедури. Тие се согласија, тие ги увидаа работите и затоа ја поништевме таа постапка. И во секој еден случај јас немам никаков проблем да ги разгледаме сите детали. Тоа го правиме. Единствено што одлучуваме на база на правните процедури и прашања, почитувањето на постапките, но од друга страна, во секој еден случај го гледаме интересот на граѓаните, за да ги забрзаме сите постапки и процедури за овие проекти кои што значат и се бенефит за целокупното земјоделство. Да завршам, ако претходната година 10 милиони евра кои што ни беа во делот на програмата за рурален развој ни пропаднаа заради тоа што проектите не можеа да заживеат, за тоа што не наследивме завршени процедури и постапки за да почне со градба сите овие системи. 5 милиони од оваа програма, со 5 милиони ја плативме Македонската филхармонија. И сите претходни години тие се пренаменуваа за изградба на споменици, за реклами, за не знам што. Ова е прва година, прва година во која што ветивме на граѓаните дека 10 милиони евра годишно ќе трошиме на системи за наводнување за овие капитални проекти. Ветивме 10 во првата година, сега ќе реализираме 12 милиони евра. И се надевам дека оваа програма и овие капитални проекти со динамиката која што наметнавме, процентот, односно износот на средства ќе го зголемуваме, а граѓаните ќе го гледаат бенефитот. Наместо споменици, наместо непродуктивни зданија, кои што се символ на едно друго време, ќе градиме системи за наводнување, ќе градиме брани, ќе градиме капитални инвестиции, кои што на крајот ќе го донесат резултатот кој што оваа година го гледаме. Тоа е економски раст, особено во овој дел на земјоделството. Така, за крајот на ова гостување имаме уште неколку минути за последната тема, она што го погледнаа гледачите и ние во студиото, изјавата на претседателот на независниот полициски синдикат Гоце Делчев Тодев. Денеска на пресконференција соопшти дека нови тужби, односно се чека да се процесираат нови тужби кон Министерството кои што се од претходни повреди на права на работниците во шумската полиција конкретно, и веќе тврди дека година дена
Министерството за земјоделство не го потпишува решението за репрезентативност на независниот полициски синдикат. Дали тоа е точно, зошто година дена се чува доколку е точно и нели каква е вашата комуникација со независниот синдикат на полицијата во кој што имате шумски полицајци? Не е точно. Министерството за земјоделство нема добиено никаков документ од тие од кои што треба да го добие. Тоа е Министерството за труд и социјална политика, кои што треба да ја утврдат репрезентативност. Од друг случај, ја секојаш со сите синдикати, сите буквално секој кој што побарал средба, сме имале средба и сме разговарали. Ја разговарав и со едниот, и со другиот синдикат, без оглед на репрезентативноста, се во интерес на луѓето, на граѓаните и на вработените во шумската полиција. Вработените во шумската полиција, да потсетам, 18 години не добиле униформа. Ова е прва година во која што предвидуваме средства за набавка на униформа, прва година во која што договараме со Турција како ке исто така биде донирана опрема за шумската полиција. 18 години не се реновирани просториите на шумската полиција. Ова е прва година во која што издвоивме средства за реновирање, за адаптација на самите простори. Обезбедивме возила и сето она што беше побарано од рамки на шумската полиција. Заеднички со италијанските карабинери договоривме целосна реорганизација и реформа, односно експертска поддршка во делот на реорганизацијата на шумската полиција. Во следниот период ќе склучиме меморандум за соработка со Министерството за внатрешни работи заради тоа што десетина години не се вршени обуки на вработените во шумската полиција. Сега ќе го користиме центарот за обуки. И јас лично ја покренав иницијативата која што помина на влада во делот на склучувањето на колективен договор и таа постапка е во тек. Така да по секој еден случај, ако нешто сме фокусирани во овој дел на Министерството во делот на вработените, тоа е шумската полиција и решавањето на статусот на шумската полиција. Постојано работиме на тоа прашање, постојано стигаат тужби од вработените во шумска полиција заради непочитувањето на законските одредби во претходниот период. Вработените во шумската полиција се единствените кои што земаат плата по правилник, а не согласно закон, и ги знам сите детали, но и знам се она на кое што сум бил фокусиран да го работам во интерес на припадниците и на вработените на шумската полиција и решавање на целокупното прашање. Моментално работи друга група во Министерството, во која што се вклучени сите засегнати, кои што работат на новиот закон за шуми, каде што го решаваме вклучително и ова прашање со припадниците на секторот шумска полиција во Министерството. Така, министр Николовски, во оваа прилика јас ќе ви се заблагодарам за вашето гостување и тоа што бевте дел од Студио 1 и да се надеваме дека исходот кој што ќе го донесе косовската влада ќе биде без реперкусии за Македонија, па и за регионот. Уште еднаш ви благодарам што се одзвавте на поканата да бидете наш гостин. А вие, почитувани, останете натаму со нашата програма. По кратката пауза одиме со останатите содржини предвидени во Студио 1.